Благодарам, господин председателе. Почитувани колеги и пратеници, почитувана колешка Мираковска, во многу наврати сме дебатирале од оваа говорница за најразлични закони. Некои биле посуштински, некои не. Во многу наврати јас и вие и другите колеги меѓусебно сме полемизирале по одредени прашања, закони и така натаму. Меѓутоа, за жал, ова што денес се случува досега во овој законодавен дом не беше случено. И уште ова ни требаше да се случи како капак на се, ова интерпелација за наш колега, за да на крајот покажеме колку вредиме, колку се почитуваме меѓусебно, каде е и она минимум на коректност и колегијалност што постоеше меѓу нас, и верувајте, од денешниот ден, од ова што денес вие го направивте, понатака нема да се гледаме никогаш со исти очи. Ова вака јасно и гласно ви го кажувам од оваа говорница. Ова што денес го правите не беше запаметено во постоењето на Собранието на Република Македонија. Да се обидете да ставите личност, човек, колешка, колега, без разлика, дополнително професор, на столбот на срамот, заради прашање кое што вие треба да се срамите и кое што се обидувате денес да го спинувате, а тоа е неразумното однесување по прашањето на основање на нов факултет Дамјан Груев, за кој што заради јавноста, да подсетам, поднесовте 1000 амандмани, од кои над 30 амандмани беа за името Дамјан Груев. Ви сметаше името Дамјан Груев. Баравте да се вика Мао Цетунг, Ким Јонг Ун и како уште не. Само да не е Дамјан Груев. И на крајот, кога видовте дека сето тоа што го правите е абсурдно, целата своја енергија негативна, која што за жал ја имате во континуитет 2 години, ја насочивте кон една личност. Кон кого? Кон колешката Олга Најденовска. Како да ви кажам, срамна работа. Да не губиме време. Соземете се. Имајте барем малку доблес да ја прекиниме оваа расправа, бидејќи е срамота. И ако правевме циркус досега по најразлични прашања, ова денес што го правиме, како да ви кажам, е надвор од памет. Се обидувате да разговарате за работата на председател на комисија. Колешке, пред 2 месеци имавме на адхок комисија која што ја раководеше председател од опозиција. Па човекот бараше со едно дигање на рака да вреди 2 гласа. Човекот не закажуваше седница на барање на мнозинството членови. Па никој не се дрзна на ваков чин. Ве молам, свестете се што правите. Дебатирам со вас, бидејќи долго ве познавам и бидејќи сте искусен пратеник. Господин Мираковска, Сонја има контрреплика.